Добро вечер. Недела 20 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 70 на минути и вие јас имаме право да знаеме вистината. Пред да го погледнете интервјуто со гостинот на вечерта, стиснете лайк, стиснете subscribe на ова видео и на YouTube каналот Васко Евтов за благовремено да ги добивате сите информации. На малце поразлично интервју, актуелно политичко интервју со градоначалникот на Струмица Коста Костадинов во центарот, во фокусот на јавноста, преписки на социјални мрежи, закани до колегата Драган Павлович Латас, одредена бура, некандидирање за втор мандат, што се случува во СДСМ, Заев, Филипче, Христијан Мицкоски, кој има сопруга со потекло од Струмица, струмички побратими, што ќе се случува, какви ќе бидат политичките разврски во Република Македонија, 70 на минути интервју, одлично интервју, останете со нас, нема да зажалите. Добро вечер за Коста Костадинов. Добро вечер, благодарам на поканата. Коста Костадинов или Костадин Костадинов? Костадин Костадинов. Има и во Бугарија Костадин Костадинов, Возраждение, значи важно е Костадин да се викаш, па макар и од кал да си и во Македонија и во Бугарија. 70 прашања сум подготвил за вас за интервјуто. Прво интервју за емисијата во Центар, ама не ви доаѓа маршал секој ден во емисија. Благодарам на поканата. Ова е ваша фотографија. Добро. Прв маршал или прв Јосип Брз Тито што не добива нов мандат на политичката сцена последните 70 години на просторот на СФР Југославија. Ова е струмички карнавал, така да. Да бевте гејша или да бевте самурај како Зоран Заев, можеби ќе бевте подолго вечен, вие се одбравте да биете Јосип Брз Тито. Тука многу поправен. Сега сте многу слаб некако. Да, решив да сменим исхрана после 16 години вегетаријанство. Го променив начинот на исхрана, сега сум само на протеинска храна без никакви јаглени хидрати и фала Богу, се чувствувам добро, резултатот е добар. Коста Костадинов, или што би рекол Драган Павлович Латас, односно ДПЛ, познатиот ДПЛ од Фичото, кока кокаинов. Нека му служи на чест. Зошто? Зошто, например, сите тие муабети, сите тие шпекулации, Костадин кока кокаинов? Од каде? Врз база на што? Не знам. Консумирате? Апсолутно не. Апсолутно не. Вие ќе држите нели диета или внимавате на исхраната, знаете она на Васил Топурковски диета, ананас диета. Па и тоа е доста. Ананас диета. Вика јади се освен ананас. И ако има ананас диета, вие ако правите овој кока или кокаин диета, значи јадите се освен кока. Нека му служи на чест на господинот Латас, така да. Апсолутно е неточно. Што ви се случи во овој период? Мене ништо. Па добро, карамбол, закани, нели, односно винување за закани за убиство или за одредени насилни расчистување со Драган Павлович Латас, па не добивање нов мандат или не предлагање од вашата матична партија СДСМ за нов мандат. Така што ви се случуваат ни сериозни турбуленции, приватно и политички, како го издржувате тоа? Никогаш не сум се заканил никого. Ако некој тоа го толкува како закани по животот, веројатно има такви нагони. Но гледате сега, например, апсолутно неточно. Вие сте били на Струмички карнавал облечени како маршалот, сега баш и не ми личите на маршалот, повеќе ми личите, не знам, на Джилас кога елиминират од политичката сцена или Александар Ранковиќ после овој Бриенскиот пленум. Ако е таква вашата така да некако повеќе ми личите на Ранковиќ и на Джилас отколку на Јосип Брз Тито. Ве пустили вашата партија низ вода? Не. Што ви се случи? Не го чувствувам тоа. Не. Вие се подготвувавте вие во серија на интервјуа, изминатите неколку месеци најавувавте нов мандат, дека имате највисок рейтинг, дека ја уживате до вербата на струмичани, дека се подготвувате, дека имате мноштво на проекти кои треба да ги реализирате до крајот или во наредниот мандат, одеднаш како студен туш, како со ладна вода да ве полеа, не ве предложи. Благодарам на граѓаните што ми ја даваат поддршката, зашто доказ се анкетите, а информации секако по канали ги имам, кои што ги има и во СДСМ, ги има и во ВМРО ДПМН, ги има и во другите политички партии. Ево што пишува, например, за вас на Википедија. Костадин Костадинов, роден на 22 март 1990 година. Вие сте веројатно најмлад гостин во емисијата во Центар во текот на ова година. Честа е моја. Сме имале двајца постари гости, двајца постари од 80 години, Благоје Меканџевски Зегин 80 години, Тома Фила, мислам дека 41 година ќе полни за неколку дена 84 години.
планирав Джевдет Харедин и Борис Стоменов да ги канам во емисијата, па ми вика супругата не мој види, многу се возрастни, можеби да им се случи нешто во интервјута бидејќи се нервираат брзо пламнуваат. Така што вие сте најмлад, што би се рекло пионер во емисијата во Центар. Детска градинка, обданиште, што би рекле србите, да не треба некој бугарски збор, бидејќи се многу чувствителни. Имате тука на пример интересно дека од 2017-2021 година сте биле пратеник во македонскиот парламент, но еден временски период 2016-2017 година сте биле вршител на дложноста градоначалник на Струмица. Прво заменик градоначалник, па после еден месец именуван за вршител на должноста. Кога сте вршител на должноста градоначалник на Струмица, тогаш ли остварувате средбата со Боки 13? Да. Доаѓа, како му се викаше, Меѓународен сојуз. Да, тогаш со такви зборови, проекти, со такви пофалби, вие се изразувате за Боки 13. Дури беше непријатно да се слуша колку едниот на другиот се упатувавте пофалби, епитети, јас тебе Сердаре, ти мене војводо. Наум Стилковски, портпарол на ВМРО ДПМН, објавува таа видеоснимка и вели видеоснимка која Костадин Костадинов или Коста Костадинов сака да ја заборави. Еве го тоа. Објавено е на 19 декември 2019 година, добро, која веќе пука аферата Рекет, која пука аферата Боки Тредичи, пука аферата нели со Јордан Орце Камчев, со ташната и така натаму, и се објавува видеоснимка кај што сте вие и Боки 13. Сте погледнали ли брзо таа снимка? Не, одамна не сум гледал. Денес на моје огромно задоволство, гостин на општина Струмица е господинот Бојан Ивановски. Денес на моје огромно задоволство. Сојуз за цивилно општество и социјално загрозени категории. Не можеме да го занемариме фактот. Добро, тогаш не бил ниту имало обвинение, презентира проекти и нормално како градоначалник јас сум должен да го примам секој кој што има добри намери за градот. Спомнеме дека Меѓународниот сојуз делува согласно сите стандарди на Европската унија. Така, имаше и други членови таму, имаше британскиот амбасадор. Спасивте глава од аферата Рекет. Никош не сум бил во аферата Рекет. Подобро ве спомнува вас, поранешниот градоначалник на општина Карпош. Многу работи се Стефан Богоев, многу личности од политичкиот врв на СДСМ се плаша дека да потонат. Значи, вие сте првиот кој всушност го промовира Боки 13 и неговиот проект, како вршител на должноста градоначалник на општина Струмица. Така што вие правите евината грешка што се вели. Прв го промовирате. Човек кој учествуваше во реални шоа во соседна Србија, кој во тие реални шоа ги правеше во наводници најгнасните работи, од во наводници секс до голема, до мала нужда пред 1 милионски аудиториум, ве велите чест ми е, задоволство ми е градоначалникот има обврска да ги прими сите, но не со сите прави пресконференции, не дава изјави со сите. Да ги прими сите кои што имаат интерес да се сретнат со него. Конкретно чест ви например ке Боки 13. Па добро намерите за отварање и помагање на социјално загрозени семејства, без да знам јас какви крајни намери има. Мислите дека тој човек има капацитет да помогне на социјални загрозени семејства, на крајот се на пензионери. Гледате, и со поранешниот градоначалник на Битола Силјан Ницевски, кој даваше пари, па некоја пензионерка ги повлекуваше тие пари, па со поранешна подпредседателка на СДСМ, па со вас, па градоначалник на општина Карпош. Едно јато од СДСМ, бизнисмени или политичари, беа во таа центрифуга на Боки 13. И никој од вас не излезе да се извини на македонската јавност и аферата Рекет пука. И тој е почетокот на крајот на СДСМ, токму преку Боки 13. И сега тој продолжува да ве гази преку подкасти, преку изјави, преку интервјуа, да ве денунцира, да ви сакано. Ви држи ли во раце? Ви уценува ли со нешто? Апсолутно не. Јас секогаш сум имал најдобри намери, а да ме држи некој во раце и да ме уценува, не. Никој. Имате операција на желудник? Не. Мислам да немате колку Боки 13, нели тој имаше операција на желудник и тој нагло ослабе, гледам на оваа фотографија. Ја не прашам обично, нели? Не прашам. Добре ти да се прашам. Не, сега ги прашам сите шпекулации што се вртат околу вас. Значи не ми е проблем човек да го живее животот така како што сака. Секој има право да го живее својот живот, па макар бил и политичар, бил премиер, председател, да го живее така како што сака, но има многу шпекулации. Гледате тие шпекулации како
како во една точка да се собрани во овој временски период, на некого значи му одговараше да го денунцира Коста Костадинов, да го пушти низ вода и тоа да го образложи, еве граѓаните не се за Коста Костадинов, не го сакат. Дали сме ги виделе тие анкети? Какви се анкетите? Па од тоа што јас го имам како информација, треба нормално, легитимно е да го споделат медиумите кои што располагаат или агенциите, 26% подршка од граѓаните. За вас. Во споредба со сите кандидати од ВМРО и од СДСМ или само за кандидати на И за ВМРО ДПМН и за кандидатите. Господин Костадинов, со колку се победува на избори во Струмица, да речеме, со кој процент на 26%? Се зависи прво од 26% не е мал рейтинг, не е мала доверба што ужива еден политичар во Струмица. Овде каде што граѓаните директно посочуваат за кое име и презиме би гласале. Така да не е малку, ако другите ги имаме со 11, со 9, со 5, со 6, со 4, со 2. Така да, това е огромна поддршка за што сум особено благодарен на граѓаните. На ланските парламентарни и потврда за работење. И председателски избори, прв пат во последните 10 години СДСМ го изгуби бастионот Струмица, така што сега на анкети ако се појавувате со 26% е различно од трендовите и резултати кои СДСМ ги имаше на ланските председателски, ланските парламентарни избори. На што мислите дека се должи, бидејќи во вашата партија кај што го имате замрзнато членството, велеа раководството и партиските структури на СДСМ во Струмица се спротивставуваат на нова номинација, на нова кандидатура на Коста Костадинов? Не знам дали е така, веројатно најдобар одговор за тоа би требало да даде раководството, но станува збор за принципи. Ако принципиелно поставиме став како раководство на партија дека крајната одлука ќе се носи согласно резултатите од анкетите, јас немам намера да ја менувам одлуката на раководство, напротив ја почитувам. Ниту имам намера да правам партија да формирам. Ако ја почитувате, немаше да го замрзнете. Вие го замрзнавте членството. Тоа е принципиелно. Сега. Тоа покажуваме, се извинувам. Значи, ако ја почитувавте, ќе речевте да, се согласувам, ќе работам за идниот кандидат за градоначалник, партијата така одлучи и благодарам за сегашната поддршка на партијата, вака се добива впечаток дека вие благодарите на партијата и сте лојални на партијата се додека ве става на функција, во оној момент кога нема да ве стави на функција или нема да ве кандидира, вие го замрзнувате своето членство. Зборувате што е морално или што е рационално? Не зборам и сега. Носењето на одлуката спротивно на јавно искажање од став. Јас говорам човечки. Да, дека вие сте член на една партија само кога сте на функција. Абсолютно. Или сте член на една партија кога нема да бидете на функција. Ако сте член на партија кога не сте на функција, тогаш ги поддржувате одлуките на партијата. Или излегувате од таа партија, формирате нова партија. И во време може би некој од раководството ќе се јави да разговараме. Вие имате одредени закани дека вашиот глас ќе се слушни после октомври, после локалните избори. Тоа е СДСМ треба да биде гласна партија. СДСМ била најсилна кога била гласна. Не може да биде на Мислите дека сега не е гласна партија СДСМ? Не е доволно гласна. Во кој дел, на пример, би можела да биде повеќе гласна? Во почитување на поранешни партиски политички функционери, на поранешни кандидати за градоначалници кои што можеби изгубили избори. Сите тие луѓе нешто тежат во општеството. Македонија ова недела пука по товарот на топлината. 40 степени, 39 степени. Како вие се справувате со жештините со топлината? Во смисла? Како? Дали издржувате, како издржувате? Абсолютно. Без проблем. Па немате проблем, вие сте замрзнати. Така е. Вие сте замрзнати, те вас е ладно, на колку ве замрзна, например? На колку се замрзна тебе? Па на доволна температура за да можеме и да функционираме, а сепак да биде добре дојдено во филмови на Холивуд. Некој е болен, сериозно болен или не знам, сака да биде млад или да биде вечно млад. Во тој момент нема лек или нема лек со кој тоа може да му биде гарантирано и го замрзнуваат, го стават во некоја комора, па го замрзнуваат и треба да го одмрзнат за 5. И добро, ко вие го замрзнавте членството, бидејќи сте незадоволен дека не сте кандидат за градоначалник на Струмица, кога ќе се одмрзните? Што треба да се случи за да се одмрзните? Треба да се разговара, треба да се прават долгорочни стратегии, и среднорочни и долгорочни за поставување на партијата. Не зборам за смена на раководство. Не треба да разговараме за СДСМ. И добро, господин Костадинов, тама да речеме ако шетате по тие смрзнати патеки, кај што е голема висина, веројатно 2,5 метри висина, така во вино дека сте многу арогантен, ладно е, студено, а 40 степени во Македонија.
се среќавате со Бранко Црнковски бидејќи тој е смрзнат. И тој го има замрзнато членството во СДСМ, така што околу СДСМ као химелаи да има вие па Бранко Црнковски скоро се има замрзнато, така да уште го немам сретнато. Уште го немате сретнато. И добро кога би го сретнале, што би го прашале? Ќе видиме. Тој го замрзна своето членство после интервјуто на Зоран Заев за бугарски БГНС, каде што имаше нели две интервјуи, едното интервју за БГНС, едното интервју за БН, за BTV, ова што е најголемата приватна телевизија, каде што Зоран Заев објаснуваше дека тој го стругал бугарски фашистички окупатор на споменикот на Благој Мучето во Струмица. Нема да навлегувам во односите на двајца поранешни лидери на СДСМ кои што ги почитувам. Вие да не го шмирглавте тоа бугарски фашистички, доневте таму, знам дека овие шахти шмирглавте таму, нели, ова што се Вергините, знамето, да доневте таму кај Благој. Не. Мучето да го шмирглате тоа бугарски фашистички окупатор да го да го нема. Во на интервју Драган Павлович Латас ја обвини Струмица дека е бугарски град. И вие жестоко реагиравте зошто некој обвини Струмица дека е бугарски град. Имаше добро одредени неточности дека до 45-та година била Струмица бугарски град. Не е тоа точно. Струмица навистина после Балканските војни останува во состав на Бугарија, но останува до крајот на Првата светска војна и до Нејскиот договор, односно Версалски па Нејски договор 1918-1919 година. Зошто, на пример, толку ве навредува кој некој Струмица нарекол бугарски град? Затоа што сме македонски град. И Баба Вања, нели, е од Струмица, родена во Струмица и пишува родена во Бугарија. Во тоа време. Кралство Бугарија или Народна република Бугарија и така натаму. Струмица е македонски град во кој што живеат и македонци, и турци, и срби, и роми. Така да, како таков треба да го почитуваме и тоа е наврада за секој граѓанин и граѓанка на Струмица и струмичките села. Имаше интервју на Драган Павлович Латас, кај што беше спомнат вашиот татко. Имаше употребена одредена формулација. Сега не сакам да ги поставам тие прашања или да анализирам интервјуа на колега или изјави кои ги дава за некој друг медиум или некој друг подкаст, меѓутоа тоа преиде, значи помина границата на обично интервју и влезе во една партиско припекување, партиско конфронтирање, па вие напишавте на Facebook, па тие ви вратија, па ВМРО ДПМН, па една од асоциациите на новинари во Република Македонија, што точно, на пример, ве повреди во тој интервју? Васко, ако сме во интервју, каде што и јас сум присутен, вие можете да ме прашате буквално се. Јас да ви одговорам. Кога си прави некој дебата, каде што наместо предмет на разговор да бидат политиките кои што ги води, макар било и критично, на Костадин Костадинов, а се спомнуваат како тоа татко ми прокоцкал фирма, прокоцкал куќа. Беше употребена формулација дека вашиот татко има прокоцкано куќа, има прокоцкано фирма и дека вие како градоначалник во тие 5 години мандат се мисли нели едната година кога сте веде градоначалник и овие 4 години кои сега ви стекува мандатот, дека сте успеале да го вратите богатството и дека во овој мандат сте успеале да наплатите или да спечалите многу повеќе пари од тоа што ги има искоцкано вашиот татко. И вие имате една брутална реакција. Не е толку брутално. Па да, брутално е кога ќе читате тука што е напишано. Ова ќе го директно обраќање во прво лице еднина на Драган Павлович Латас. Ова ќе го носиш на врат цел живот. И кога ќе ми се роди внук, ќе знаеш дека некој Костадинов ќе знае кој си. И кога ќе шеташ по улица, ќе гледаш преку рамо, бидејќи не знаеш од каде ќе ти дојде наплатата. Видите, тоа е директна, еклатантна закана. Јас тоа така го разберам. Како не знам зашто така. Не. Цела фамилија Костадинови те чека. Не за тужба, не за медиумски циркус, туку за суд што ние го држиме. Значи суд ваш, вие пресудувате, вие го држите суд. Кога некој решава според да се наши занимава закони, со мртовци, да лаже со покојни луѓе. Според наши закони. Да лаже дека прво да лаже. Струца знае дали наши правила е прокоцкано или не, многу добро. Добро, зашто на пример не го тужите? Ако е клевета, ако е лага. Зошто вие мислите дека сте над законот? Немам намера да го тужам. Па вашите сопартици во винот за ароганција. Ако вие сметате дека не треба да тужите, дека треба законот вие да го земете во своји раце. Според наши закони, како пишувате, наши правила, наши вредности, од Малешевијата до Струмица кај нас, која ќе ја чепне честа на мртов, правдата не се моли, правдата се зема. Значи вие правдата ја земате во ваши раце. Што е повде заканувачки или па целиот контекст. Контекстот може би е таков. Контекст е заканувачки. Не, апсолутно нема никаде. Клетвата си ја заработи. Значи директно му се обраќате. Осветата ќе си ја доби, значи ве му се заканувате со освета. Секој што ќе го носи моето име
ке знаеш што направи ти, а и ти ке знаеш, го направи тоа на погрешни луѓе. Тоа за мене е сериозна, многу сериозна закана и дури знаете вака кога гледам, си викам како може овој мирен човек така да експлодира со такви закани, со такви најави дека власта, дека правдата ќе земе во свој раце. Не сметам дека местото во политичката дебата и заслужуваше да биде спомнат мојот покоен татко, каде што ќе се изнесуваат невистини, мислам. Зошто, например, би бил спомнат? Тоа е невкусно. Која е причината да биде спомнат во политичка дебата, каде што треба да разговараме за локални избори 2025 Значи, јас вината ја гледам на двете страни. Прво, навистина, приватни работи не се спомнат. Ако имате да прашате политичар, кој што ве прашувам, сте имали операција? Ќе ме викнете во емисија, може се да ме прашате. Зашто ве викат кока кокаинов? Дали сте направиле Во операција? Струмица многу луѓе што се викаат Костадин или Никола ги викаат Кока. Да, ќе го прашате човек и има можност да се одговори. Мртви луѓе не се чепка. Но вашата реакција беше надвор од контрола, според мене. Надвор од контрола беше Бевте нервозен дека знаевте дека партијата нема да ве кандидира и дека ова беше дел на еден процес, на еден удар кај што треба да бидете денунцирани, да се даде мотив зашто не сте кандидирани? Апсолутно не. Ако тоа е мотивот, ама не е така. Еве како ви одговара. Значи гледате пинг-понг почнувате да си играте. Малиот градоначалник на Струмица КК викан Кока. Повикано убиство мое. Тоа го пишува ДПЛ, лицето ДПЛ. Небитно дали бил нашмаркан кога пишувал или не, сторено е сторено и нема да заврши тука на неговиот пост. Нека не повикува други, нека го изврши убиството сам, значи тој го повика да го изврши тоа убиството сам, лично. Нека не лежи затвор некој друг заради неговата нашмрканост или нагон за убиство. Нема да го коментирам. Па вие се коментирате, ова не го коментира, тоа се тешки навреди, например. Ако толку не ли ја браните честа на вашиот татко, тога зашто вашата чест не ја браните? Не бранам мојата чест. Доволно каже во постот. Без да имам никаква крајна меѓу неговите другари дилери и штета. пријателите дилбери со дебели вратови, значи помеѓу неговите другари дилери и пријателите дилбери со дебели вратови, ментални проблеми, има кандидати за завршување на неговите намери. Да се докажат пред лигавиот, да му учинат, но на крај тие ќе лежат затвор наместо него, што баш и не им личи приватливо. И поттеко за убиство извршено на некој друг е кривично дело. Веројатно Смине Костајнов, пробува да се виктимизира човек. имате релативно добра политичка кариера. За некој кој е роден на 22 или 23 март 22 март 1990 година, 35 години, вие сте биле еден мандат градоначалник, па сте биле подпредседател на СДСМ. Не сум бил. Не сум бил портпарол на. Сте биле портпарол, не сте биле подпредседател, добро што сум напредел, може сум видов како баба Вања, па во некој идно време може да станете подпредседател. Сте биле пратеник, значи сте биле пратеник, че имате една сериозна политичка кариера за себе. За да дозволите на ваква фрлена љушпа од банана така да се нализгате. Тоа е ваше мислење. Исто би го направиле? Доколку во дебата се толкова мојот татко покоен. Да, тука имате посериозна навреда во Facebook статусот, например, јас очекував дека на тоа ќе реагирате, па тамо некоја тужба вие ќе поднесете. Нека не фрла други во оган. Гледате, овие се мизерни. Дури ми е непријатно што ги читам овие. Кога веќе го правиме целиот објавено од него. Значи ова ми е непријатно. Ако има муда, ако е маш, нека дојде и нека го направи тоа. Мисли да го направите тоа сам, или ќе го направи, или ќе остани тоа што е лигав полтрон на Зорун Заев, полуден, што го ставила вереницата, го собрала иметот и избегала за друг. На што е сведен новинарскиот дискурс во Република Македонија. За жал. И ова некој треба да оголта. И ова треба да биде... голта цела Струмица, цела Македонија го голта. Не оголта Костадин Костадин. Ова некој треба да оголта. И мене ми е непријатно што ви поставам, но ова е моментум. И емисијата не голташе само Костадин Костадинов и семејството на Костадин Костадинов. Тоа го голта илјадници, милиони граѓани на Македонија. Гледаат, имаат можност да гледаат емисија, политичка дебата наводно, каде што ќе толкуваме покоен родител на можен кандидат за градоначалник. И вие земале ли правдата во ваши раце, например? Во друга смисла. Во која, например, е? Во друга смисла. Да гледам тамо, возите мотор, па некој кајак,
Значи на трениран човек, значи тешка рака имате, треба да се плаши ДПЛ, треба да се плаши да водите некоја тој што ме знае, водите некоја пиар кампања како Владимир Путин. Уште мечка некој да убиете тамо или некое диво животно што се вели со пушка, значи плюкнат Владимир Путин со кампања. Кој ви го води пиарот? Не сум ловџија. Си има во општината Вработени луѓе. Да не го води некој од Скопје? Си има општината Вработени. Некоја мечка од Скопје да не ви го води мечка некој од Скопје пиарот последните 6 или 7 месеци. Бидејќи тоа би било ако сте роден или 22 што сте овен во хороскоп. Тогаш би бил ретрограден политички Меркур ако некоја мечка од Скопје почне да ви го води политичкиот пиар. Си има луѓе вработени во општината кои што работели за други. Ако мечка навистина некоја мечка од Скопје ви го води некоја политичка мечка од Скопје пиарот, тоа што имате и среќа бидејќи тие кои им го води пиарот најчесто завршат на топол оброк 3 пати на ден. Вие се уште се движите слободно, не сте на топол оброк 3 пати на ден, што ќе рече дека имате среќа ни ретрограден Меркур на некоја политичка мечка не успела да ви наштети. Дали сте полтрон на Зоран Заев? Не сум полтрон на никој. А го почитувам секој лидер кој што Мислите бил во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Мислите дека СДСМ ќе мора да се извинува за политиката на Зоран Заев? Не, зашто? Па добро. Тој бран, анти-СДСМ бран, на кој ВМРО ДПМ не јава веќе неколку години, ништо не прави Мицковски, туку само го користи го јава тој бран. Сега само исклучиво треба да работи на тотална консолидација по секоја цена. Толку македонската јавност е градена во тој анти-СДСМ бран, што вас ви треба сериозно извинување, сериозно пуштање низ вода одредени политики, одредени личности. Што на пример СДСМ прва според вас би требало да фрли да пушти низ вода? Ништо не треба да пушти низ вода, напротив сметам дека треба се да собере и да разговара за принципиелно поставување идеолошко на Социјалдемократскиот сојуз. Ние полево од ова не можеме да отидеме. Левиот блок е поприлично зафатен. Сметам дека најавуваните одредени родови политики со кои што не се согласував, треба да ги Мислите дека тоа е причината? Мислите дека родовите политики, родител 1, родител 2... Тоа е моје поставување. Мислите дека тоа е причината? Зашто? Не, па јас мислам дека причината е струмичкиот начин на владење. Значи толку има збогтисано на Скопје струмичкиот начин на владење персонифициран преку Зоран Заев, преку Вице Заев, целата екипа околу Зоран Заев, што и вие и да сакате и да не сакате да бидете дел на екипата на Зоран Заев, сте воспримани од пошироката македонска јавност како дете на Зоран Заев, бидејќи не може од Струмица пиле да има, а да не е на Зоран Заев. Значи таков впечаток ќе наметне дека се што ќе се роди во Струмица е под контрола на Зоран Заев, све е контролирано од Зоран Заев и не може ништо да се направи Струмица без да знае Зоран Заев. Премногу го спомнуваме Зоран Заев во смисла, јас сум градоначелник 4 години, човекот сме се страќавале, се нема јавеност, нема прашано за некаков предмет или за некакво креирање на политика, тоа е реално отворено. 2 години имamo политичка анализа. Внимавајте што ќе се случува во Струмица. Тамо ќе има нешто, значи тоа е пред 2 години, тоа може да се погледа во политичката анализа која сум направил. И не дека некој ми кажал, туку сум ги читал вашите Facebook објави, вашите настапи и така натаму, кај што ви велите, ова прв пат се случува во Струмица. Ова досега не е направено во Струмица. Велам ова Зоран Заев и суетата на Зоран Заев не може да го поднеси. Некој од СДСМ, кога заменува градоначалничка позиција и дава такви категорични изјави, ова се нема случајно. Па на тој начин вие покажувате или сакате да пласирате порака дека сте подобар од Зоран Заев во неговата Струмица. Тоа нема никош да го прифати. И вие очекувате втор мандат да ви дадат. Одлука носи раководството на СДСМ. Кој е раководство? Председател Венко Филипче. Па тој е председател на фондацијата Зоран Заев. Тој оперира со капче Зоран Заев фондација. Не е моје мислење, тоа можеме да го видиме и на Да ги оставиме теориите на страна да видиме што реално и кој носи одлука и кој соопштува. Добро, дали Венко Филипче е председател на фондацијата Зоран Заев? Не знам сега. Да. Дали Венко Филипче во плетелски релации со Зоран Заев? Да. Дали Зоран Заев учествуваше во кампањата за Венко Филипче? Да. Дали сте слушнале Венко Филипче да се дистанцира од Зоран? Мислам, само ги редам јас фактите. Не постои лидер на политичка партија кој сака да биде лидер ако не влезе во конфликт со претходникот. Тоа е македонска реалност. И Бранко Царенковски, и Владо Бучковски, Радмила Шекеринска, и Зоран Заев кон Бранко Царенковски, Никола Груевски, Лјупчо Груевски, Христински, че мора да влезе, освен Венко Филипче.
Венко Филипче смета дека треба да е близок со Зоран Заев за да биде лидер на политичка партија. За каков континуитет или за дисконтинуитет вие може да разговарате во СДСМ, кој катастрофално ги губи изборите, губи токму поради политиката на Зоран Заев. Ќе видиме можеби во одлуките на ова раководство и на Венко Филипче се политички исправни и ќе дадат резултат на локалните избори. Па добро, вие што велите. Вие во 2 дена ги сменивте вашите. Имаше ставови. друг став. Да, вие во 2 дена ги сменивте вашите ставови. Првиот ден рековте дека може ќе се кандидирате како независен кандидат, и вториот ден рековте дека тоа нема да го правите, туку дека тоа ќе биде замрзнување на вашето членство во СДСМ. Што на 3 јули велите дали ќе се кандидира, сам го пишувате. Многу мина ве прашале со едно исто прашање дали ќе се кандидираш како независен кандидат за градоначалник. Мојот одговор е да, можно е, но ова одлука не е конечно, ова е само мисла во зачеток. Тоа го кажувате на 3 јули. Што погрешно сум кажал? Па дека размислувате, дека е мисла во зачеток. Така е. И веќе на 4 велите, мојата партиска припадност од денес е замрзната во СДСМ, не со ова раководство, не додека СДСМ не се врати тамо каде што има местото. Најмалку тамо кај што е сега. Во еден ден ви се случува таков коперникански пресврт. Свесно ја пуштив оваа порака прво да го видам капацитетот и размислувањето на најблиските луѓе кои што ги имам околу мене и соработници и видов дека навистина има многу лојални луѓе кои што се спремни и сакаат да бидат и гласни, без при тоа да имам ниту грам намера да направам штета на Социјалдемократскиот сојуз со евентуална кандидатура како независен кандидат за градоначалник. Иако тоа, ако сакам, би можел да пробам да го направам. Со тоа би направил директна штета на мојата партија, која што толку време обстојува на таа сцена и во моментот се соочува со проблеми со такви какви што се соочува, кои што може да се што пишувате на 4 јули. А раководството прашалник, раководството си донесе одлука и покрие моје убедливо водство на сите анкети. Тоа е факт. Зошто правите анкети? Ако тие анкети не се почитуваат, например. Јас не ги правам, ги прави раководство. Нели обвинувањата се дека вие сте арогантен, дека не ве сака членството во Струмица, дека не ве сака односно структурите партиски во Струмица, дека тие се бунтувале и дека не прифакале ваша кандидатура, без разлика што имате водство на анкетите. Не знам, можеби електричниот јавен превоз е проблем за раководството. Можеби расчистување со булеварите од диви продавачи е проблем. Можеби почнување на расчистување со дивоградбите на гостителските објекти е проблем. Се тоа можеби. Мислите дека тоа е проблем? Не знам. Не имате анкети. Не, има анкети. Ако тие анкети се почитаат во центар, ако тие анкети се почитаат во Крија Паланка, таму има многу посериозен конфликт на кандидатот за градоначалник со поранешниот генерален секретар на партијата кој исто така од Крија Паланка. Во центар имате 2-3 фракции кои се незадоволни од работењето на актуелниот градоначалник и таму се почитаат анкетите, значи само во случајот со Струмица не се почитаат анкетите. Одлуката е како е донесена? Зошто е така? Ви се јави Венко Филипче? Не. Не сте имали комуникација? Не. Добро, тој кога доаѓа тамо на 8 март овие протести или 8 мартовски протести. Тогаш се кога доаѓа на карневалот, кога доаѓа на овие работи, вие се гледате со него. Се гледаме, да, ама на настанот. Бевте ли на Фолкфест Валандо, например? Не. Не бевте, беше Маријанчо Даскалов. Можеби да. Или популарниот Даскалов. Не следам. Да. Тогаш не ли го разбирате тоа како порака дека ви испраќа раководството порака ако на Фолкфест Валандово не е градоначалникот на Струмица, туку е претседавачот на Советот на Струмица, дека тоа е порака до градоначалникот дека нема да биде кандидиран. И дека кога не е спомнато вашето име во првиот бран кога е скажан името на градоначалникот од центар, дека всушност би било пресудено без разлика на анкетите. Ако е таква одлуката, треба да се стои позади неја. Што е многу важно, таа одлука ќе дојде октомври и ќе треба да видиме во реалноста дали одлуката да се спротивставиме или да постапиме спротивно на анкетите е за добробит на партијата. Доколку е, треба јавно да се поздрави таквата одлука и повеќе да не правиме анкети. Но доколку не е, треба да се седне на маса и да се отвори прашањето како понатаму. После октомври би барале оставка од Венко Филипче ако се покаже дека одлуките се погрешни. Има уште време. Па добре, велите следно е. Јас се повлекувам во тишина. Така е. Значи, вие се повлекувате во тишина. Ова е првото интервју. За да создавам нова визија за СДСМ. Значи, вие ќе создадете нова визија. Значи, само ги толкувам работите кои вие ги пишувате. Си разговарам.
партија со авторитет. Значи веќе создадете нова визија за СДСМ, партија со авторитет, што значи дека сегашната визија за СДСМ не е партија со авторитет. Јас тоа така го толкувам. Со план, со луѓе кои разбира стратегија и знаат дека партијата е жив организам, а не штаб за оговарање. Веќе создадете таков концепт, таква стратегија. Тоа треба да се разговара. Значи овој СДСМ сега го сведувате на партија, таа не е партија која е жив организам, и го сведувате на штаб за оговарање. Не во целост. И велите не сум со честни исклучоци. И како велите, и да не се лажеме, не сум политички наивен. Значи вие се дефинирате себе си дека не сте политички наивен. А не сум наивен. Значи спротивно од политички наивен, значи политички намазан, што би рекле србите, или политички намачкан. Не сакам да бидам маша во сценарио за изборен пораз. Исто, што лошо сум кажал. Како може да бидете маша? Знаете како, после објавувањето на одлуката имаше групи некои по социјалните мрежи ми праќаат соработници на кои што имаше анкети после веќе донесената одлука. Анкети со лајки со срце кој кандидат го дали вас поддржуват. Маренчо Даскалов. Ирелевантно е. Јас Даскаловски бил председател на совет, председател на општинска, човекот го почитувам. Дали е тој начинот да една сериозна партија прави анкети? Тоа не е, тоа треба да се разговара. Две битни личности СДСМ со помош на Маријан Даскаловски елиминира од политичката сцена. Некаде пред 10 години Спасе Глигоров губи на внатрепартиски избори за прв човек на општинска организација на СДСМ од Маријан или Маријанчо Даскалов или Даскалче, така го викаат Струмица. И 2025 година Маријан Даскаловски. И 2025 година вие губите од Маријан Даскаловски, односно тој ќе биде номиниран, тој е веќе номиниран да трча градоначалничка трка. Значи и вас и Спасе Глигоров. Значи во еден град каде што после Зоран Заев тешко се создава одредена кадровска структура, две битни имиња се пуштени низ вода. Имам чувство јас верувам и Спасе Глигоров дека е пуштен низ вода. Дека е тоа случај, како велите. Мојата стратегија ќе биде јасна и ќе биде поделена во два дела. Така е. Тоа го пишувате. Првиот дел ќе биде во септември. Што планирате во септември, например, ако биде првиот дел на стратегија? Тоа не би било стратегија. Не би се повлекол во. И вториот дел по завршување на локалните избори. Така. Седнување на маса. Со кого? Со раководство. Ма тоа раководство не во достојува. Без разлика. Значи не ви ни кажува ке ве кандидира, не ве кандидира. Кога знаете вие кога да имате 500 градоначалници, вие имате 10-11 колку градоначалници, од поголемите градови имате во општина Центар, имате во Струмица, имате во Крива Паланка, толку. Од големите градови тоа. Од големите толку. Имате Валандово, имате Богданци, имате Дојран, имате Демиркапија, имате Кривогаштани, Росома, значи тие се. Крушево, тие се тие општини. Струмица, значи била бастион на СДСМ. Била бастион на ВМРО, па станала бастион на СДСМ последните. Па не била бастион на ВМРО никош. Па добро. ВМРО победуваше, например. Победуваше, ама не било бастион. Во Струмица, значи. Имало градоначалници, но немало мнозинство во совет. Така да. Но ако Струмица така натацна, зашто јас тоа така го разбирам, Струмица натацна да му се поклони на Христијан Мицкоски. Зошто? Останува да видиме на изборите каков ќе биде резултатот. Мене лично, ако ме прашувате што посакувам за да сам е победа, апсолутна победа на локалните избори. Дури грешка одлуки, што сметаме од денешен аспект дека се погрешни, можеби во некој идно време ќе се покажат, дај Боже, дека се исправи. И тоа, повторувам... Мислите, докторот е визионер? Повторувам, треба да се поздрави. Но доколку не се, доколку резултатот е полош и потврди се тоа што јас сум го кажал, тогаш треба да седнеме и да разговараме. До тогаш, нормално е дека јас се повлекувам, ќе си работам работата како градоначалник на општина Струмица, секојдневните потреби на граѓаните, средби со граѓаните, асфалтирање, тоа се што е тековно го работам, но се повлекувам во тишина во однос на партиските настави. Како е да знаете веста дека нема да бидете кандидирани? Пресконференција во Словенија. Јас бев во Словенија, гледав пресконференцијата на. Гледате пресконференција? Не знаев дали ќе биде објавена или нема да биде објавена. Не ви беше соопштено, значи немате па некои ваши канали да добиете одредена информација. Еве колешката Јорданка Ивановска Јоци на 2 јули прави пренскрин на некои ваши изјави. Градоначалникот на Струмица Костин Костадинов го замрзна членството во СДСМ, оти партијата не го кандидираше. Сакам да кажам ова. Сакам да кажам, Инфомакс најмногу најчесто ве споделува тоа што ќе кажете. И таа констатира битката за Струмица почнува, постои голем ризик, сега употребува некоја формулација Веци, мислејќи на Венко Филипци, Веци Харис Джиновиќ,
и пропалото СДСМ да изгубат вилаетот на Зоки кој го поседува 20 години. И се пишува за вас. К. Костадинов нема веќе кариера, каква и да беше таа, изнедрен лик очинелот на Зоки и вицето кој растел и се моделирал со фасцинацијата од струмничкиот клан. Зашто, например? Премногу лични осуди се ова, гледате дека во целата дебата, јас лично не ги коментирам луѓето. Нити го коментирам Венко Филипче, ниту Маријан Даскаловски, ниту било кој. Стигматизација, дел на кланот на Вице, дел на кланот на Заев. Не знам зашто. Ве држат ли во раце Вице из Не, немаат ни таква намера. Владеат ли со СДСМ? Треба на силата зборувам нешто дека така кога не е така. Или од Дубај? Не. Владеат ли? Според мене, го имат ли финансискиот контролен пакет, бидејќи СДСМ очигледно функционира како некој акционерско друштво? Го имат ли контрол над акционерски пакет во свој раце? Политичките процеси во рамки на партијата треба да се разговара со актуелното раководство. И продолжува. Се друго е теорија на заговор. Секој има право да каже, нели, живееме во слободно време, но нема да ги коментирам таквите лични осудувања, чиј човек си, каков човек си, од чиј шинел си произлегол, чие дете си, дете сум на колју и на фани. И вели Јорданка Ивановска Јуци, кариера цртичка од Боки 13 и излекување низ иглини уши од приказната, односно причата како што пишува Рекет, па драма околу вработувањето на мајка му во Централен регистар, они сум го ја нотирал, не сум го ни прочитал никош, меѓутоа го пишува, па во нагорна линија како залижаниот со мантилчето пред седиштето на ВМРО, тука нели пресконференција што државте, па се до набавка на 10 автобуси за 7 милиони евра, или еден автобус би чинал 1 милион евра. Што имате ова? Да додаете или да искоментирате? Имате ли коментирал? 10 автобуси за 7 милиони евра? Тој ли тој електричен превоз? Да, тоа е електричниот превоз, каде што договорот за еден автобус е 330.000 евра, на кој што се додава ДДВ, на кој што се додава рата и камата за лизинг. И колку чини еден автобус на крајот? На крајот чини околу 600.000 евра. 600.000 евра така, еден автобус. Така е. Кој што не троши гориво, троши 8 денари по километар. Кој што не загадува и кој што превезува 51 патник. Овие автобуси кои чинат 600.000 евра, само со лизинг. Само по земја се движат или може да летат? По земја. Само по земја. За 600.000 евра, за 600.000 евра овој Илон Маск на Starlink ке ве ставеше горе. Не случајно е еден град како што е Љубљана. Сега инвестира во нови автобуси, не на целата флота на автобуси, но на голем дел на хидроген. Еден добар дел од автобусите во Љубљана се дури и поскапи, затоа што се поголеми на габарит, се електрични. Моделот на спроведување на електричен јавен превоз како визија за Струмица, а сме, тоа е факт, еден од најзагадените градови во однос на амбиенталниот воздух, мораме да нудиме решенија со кои што директно ќе се спротивставиме на аерозагадувањето. При тоа, економски бенефит ќе имаат граѓаните. И ова да не е, ако чиниш 600.000... Само да се докажам, ако не е проблем. Слободно, да. Ако беше цена на чинење за релација од Струмица до најголемото село, да кажеме Банско, во еден правец 300 денари. И 300 денари назад, тоа се 600 денари. Така? За жител на Банско да се реализира било што во градот, или да оди до суд, или до болница, треба да плати 600 денари. Од воведувањето на електричниот јавен превоз за 60 денари. Доколку е пензионер, за 500 денари месечна карта може да се. И да се разбереме, ако бараме економска оправданост од услугата која што треба да ја добијат граѓаните, барем во поголемите градови кои што имаат и потреба од јавен превоз и кои што имаат и услови за имплементација на еколошки јавен превоз, дефинитивно тоа е оправдано. 600.000 евра еден автобус. Боки 13 да не ги купил тие автобуси. 600.000 евра. Или 300.000 евра за вицето, 300.000 евра за црквата. Така се прават бизнисите во Струмица. Сепак е тоа крупна пара, сделка некоја 7 милиона или близу 7 милиона евра за 10 автобуси. И имаме формирано ново јавно предпријатие. Сега ние во Република Македонија нели ќе плаќаме 600.000 евра, бидејќи тамо некој перо кој треба до Банско да оди, ќе плаќа поевтино, нема да плаќа толку скапо. Не, и перо, всушност тој перо од Банско
го исплаќа и автобусот. Тоа не го Мислите да плаќам го јас. исплаќа? Го исплаќа. И добро, 700, односно 600.000 евра за автобус. Па кога би било во Скопје, па вие би потрошиле на 30-40 милиона евра. Во спротивно ќе ви се палат автобуси по улици. 40. И тоа е Распаднати и тоа се е- автобусите и тоа во и тоа е не само што е сериозен бизнис, туку е сериозна основа за конфликт помеѓу политичките партии и градоначалниците. Например, гледате кој конфликтот помеѓу Даниела Арсовска и ВМРО ДПМН, која пред неполни 4 години ја номинираше Даниела Арсовска. Неспорно, кој трпи на крајот? Беше конфликтот околу одредени еколошки проекти, па тие чина 100, па 120, па 150, па 180 милиони евра. Еве сега владата донесе одлука за набавка огромно количество на на пари, електрични автобуси. токму за. Ние аплициравме. Значи тука е Се прашањето. извинувам, ќе ве прекинам. Имаше од секретаријат на влада дека во процес на набавка се 150 електрични автобуси. По Ние која цена? аплициравме за не знам, нема уште спроведено јавна набавка. Веројатно цената за 10 и за 150 би била различна. Се зависи Значи, од за долно- каков автобус набавуваш. Значи ако купат електрични автобуси и до долно и до горно конјери ќе се оди за 60 денари и некој Ако ќе плати сакаме да автобуси, дадеме некој ќе најдобра- плати автобуси 700.000, Ако 700.000 сакаме евра. да дадеме најдобра услуга на граѓаните, мора да Ќе вложуваме испадне на во крај еден визионерски автобус да проекти. чини колку едно мало авионче кое владата нели не окупува, се возат овие со тие лирџети, проблематични авиончиња, па се случуваат најразлични хавари од Борис Трајковски, па не знам, до пукање на ветробранско стакло и така натаму и така натаму. Премногу пари дававте. Тоа е лизинг. Препримамлива е веројатно Тоа е таа лизинг. функција Струмица за да има и такви конфронтации и политичката партија и ВМРО ДПМН да сака. Например, во еден момент, нели помислите дека Христијан Мицкоски, кој е зет во Струмица, Добро. ќе го чувствува како тежок пораз, губење на Струмица кога е тој на власт во Република Македонија? Не сум го мислел тоа. Како не го мислите? Не сум го размислил. Од Струмица е Зоран Заев, од Струмица е сопругата на Христијан Мицкоски. Од Струмица е баџанакот на Христијан Мицкоски. Што тоа има? Од Струмица е првиот човек на јавна безбедност во Република Македонија. Добро. Александар Јанев. Велат во некои роднински релации со баџанакот на Христијан Мицкоски. Вие сметате дека ќе дозволат да ја добијат Струмица, и ако ви имате 26% рейтинг на анкетите, тоа значи дека имате најсериозни шанси да победите. Ако ВМРО сака да победи, мора да ве денунцира, мора да ве елиминира, да ве нема. Кој во СДСМ им Останува помага, времето да покаже. им помага да биде елиминиран Коста Костадинов. Бидејќи вие може да врте тука да дадете најразлично објаснување, будистичко објаснување, одредени не знам тамо јога објаснување, значи полн со љубов кон светот и со разбирање и така натаму, значи тога станува за една драматична политичка прагма. Струмичките побратими му пресудија на Костадин Костадинов. Моето размислување е различно и кажав во моментот како би постапувал, кажав како ќе бидам поставен. Гледате дека не коментирам. Добро. Ништо Како на пример го дефинирате односот на Зоран Заев и Јас Христијан само би помогнал со тоа што нели ако Како одлуката го е да не биде Коста Костадинов, веројатно би Добро, помогнал како го ако би бил дефинирате? тој Како го заместник. дефинирате односот на Зоран Заев и на Христијан Мицкоски? Не знам дали постои. Добро, вие сте политичар, значи не знам. политичар следи изјави, прати пресконференции, Не знам дали анализира има постапки. комуникација. Еве гледам дека имаше лидерска средба со Христијан Мицкоски со Венко Филипчев. Па доека е Христијан Мицкоски лидер на опозиција, Зоран Заев му фрла 3 или 4 пати гума за спасување. На овие сериозни истражувања на ИРЛ, поврзани со Вица Заев, со Трајче Заев, за одредени сериозни истражувања кои се прават во изминатиот период, па Кармазов. Гледате, на Струмица се сконцентрирани па аферата Кармазов, па дури до 90 милиони евра одредено враќање наплата на ДДВ, па проблематично, па и така на даночни пирамиди и сето тоа. Не навлегувам во- Ама не морате тоа да го ставите на маса, нели ко правиме одредена политичка Не анализа. навлегувам во така. И влакно не му фали. Ниту на Зоран Заев, ниту на семејството на Зоран Заев, влакно не му фалеше ни на Христијан Мицкоски, ни на луѓето околу Христијан Мицкоски. Зошто на било кој да му фали влакна? Па бито, тоа се сериозни истраги. Зошто? Тоа се сериозни обвинувања. Обвинување. Јаглен, Обвинување. фирма во Благоевград. Едно е обвинување, префрлање друго на е реалност. пари во фирма во Друго е Бугарија реалност. и По така. мене. И така натаму. Ниту сум обвинител, ниту имам некакви Имате бугарско информации. државјанство? Не. Овие споменати личности што се да речеме баџанакот на Мицкоски, па дел на фамилијата имат бугарско државјанство, тоа е јавна тајна во Струмица, па имате луѓе во Струмица. И да Нитко имаат. џокерот кој седи во кафана и се фали на кого има вадено бугарско државјанство. Сте ги слушнали? Добро.
Па ви имате ли исплашено со нешто? Толку сте Апсолутно. на Драган Павлович Латасно се заканувате, па не знам, правда ке земете. Зошто да има потреба било кој да ми се заканува кога јас кажам? Ве замолча, бевте во Љубљана, Каде? се вративте од Љубљана, харај кништа, значи мир во Со што? светот, љубов, цвета и така Каде натаму. цвета? И така. Каде цвета љубов? Кажа се повлекувам. Имате Тишина, ли тоа е конечната има ли Костадин одлука. Костадинов лидерски амбиции во СДС? Ќе видиме. Тоа времето само ќе го Од што покаже. на пример зависи ве? Кога ќе ми дадете таква формулација ќе видиме. Од што зависи дали ќе имате лидерски амбиции? Тие или ги имате или Од ги немате? актуелната политичка состојба во тоа време и во партијата и генерално во државата. И не е исклучиво лидерски амбиции може да има било кој. Да видиме какви ќе бидат околностите, има ли луѓе што сакаат воопшто Но, да се занимаваат. што проценувате од Струмица? Не проценувам ништо. Вие анкетите ги гледате. Вие сте водели на анкетите. Да, Се вас ве нема. така е. Веројатно тие луѓе што се после вас ќе и поделат гласови. Лично посакувам победа на СДС. Мислите дека тие што еден дел што ќе гласат за вас би гласале за Маријан Даскаловски? Не знам. Дали во знак на револт, во знак на протест, вашите симпатизери би гласале за некој друг кандидат? Па, од кроз табулациите и од информациите кои што ги имам околу анкетите, станува збор за добар процент на граѓани кои што се задоволни од работата на градоначалникот и во противен случај не излегуваат на избори. Веројатно, самата позиција градоначалник носи средби со граѓани, огромен број на средби со граѓани. Некој ќе му погодиш, некој нема да му погодиш, на некој ќе учиниш, некој ќе мораш да одбиеш, таква е динамична функцијата. Градоначалник, особено на Струмица, веројатно заради тоа и толкав процентот на поддршка кој што сум благодарен и ќе направам се за да го одржувам. 2013 година и тогаш имаше бојкот на изборите, и тогаш имаше најава за независни кандидатури, Стефче Кимовски отиде, имаше независна. Мислам дека земат печат од друга партија. Како? Зема печат. Зема Како и да е, да. Од партијата на Драгиша Милитиш, ако не се лажам. Да. Подосна одредени изјави даваше Иван Величковски и некои други политичари дека им биле барени печатите, вклучително и од Зоран Заев, кој таа 2013 година се спротивставуваше на бојкотот на локалните избори. Тогаш 3 или 4 градоначалници од редовите на СДСМ, Зоран Дамјановски, Цицот Команов, Аце Петревски од Охрид, Стефче Кимовски од Карпуш и Зоран Заев од Струмица, се спротивставува на политиката на СДСМ и на Бранко Цренковски за бојкот на локалните избори. И тој предлог не помина и тогаш не помина, но тогаш беше беше СДСМ гласна, разговараше. Беше гласна, се разговараше и дел од тие споменати личности бараа печати од други политички партии, ако не биде преиначена одлуката да истрчат по друго знаме на локалните избори. Тие информации ги нема. Зоран Заев исто бараше. Не ги знам какви информации. Штабови ви беа формирани. Све ви беше направено. Значи во Струмица е перманентен конфликт околу локалната власт. Околу пари, колку на пример е буџетот на општина Струмица? Основниот буџет е 13 милиони евра. Тоа не е некоја голема пара. Каде е мокта тогаш на општината, бидејќи имате градови со 200 милиона? 45% од основниот буџет ти се во плати. Например, Гевгели Другото е капитално. Гевгели има многу поголем буџет од Струмица. Тука некаде сме. Добро, и тука некаде. Вие сте на Википедија некаде околу 38.000 по некои вакви математики. 49 со селата 49.995 значи некаде околу за 5 некаде околу 50 за 5 жители на пописот работите, малце не тукушете, малце работите, барем 50.000 да помините да не за 5 сега за 5 ли да се брукате да не сте петка што се вика коло да води. И каде е влијањето на Струмица? Значи на 50.000 луѓе, сериозни фирми, па афери, по 80 милиона, 90 милиона обвинувања. Струмица е силна општина, Струмица секогаш важела за сериозен, не само економски, културен, социјален, туку и за политички центар. И веројатно така и ќе продолжи. Ете зашто прашувам. Ретко луѓе од СДСМ гостуваат во оваа емисија. Зошто? Не знам. Гостувала Славјанка Петровска, и секој сум имал добро мислење Славјанка Петровска, гостувал Бојан Маричич, гостувал Оливер Спасовски, Венко Филипче 10 пати го бараме, никош нема гостувано. Ниту како министер, лично не можам да ниту како министер за здравство, ниту како лидер на СДСМ нема гостувано во оваа емисија, каде што публиката сака да слушни. И прво се изненадив дека прифативте, второ се изненадив дека почитувате едно непишано правило дека тама каде што ќе прифатите немате да имате пресконференција на уште 10 други подкасти или на интервјуа.
И трето работа, секој се смета дека сте млад политичар кој ќе има голема политичка кариера. И ова за мене е изненадување што го прави СДСМ. Во Струмица... Според, можеби ќе се покаже како правилна одлука. Но јас имам чувство дека вие ја поклонувате победата. Јас не ја поклонувам. Дека сте... Добро. Јас бев кандидат, јас бев потенцијален кандидат за градоначалник. Никому ништо не сум Што ви пресуди да не одите со независни листи? Немав ни намера да одам со независни листи. Бидејќи независни листи на партијата. Ке има. Независни листи ке има во Македонија. Веќе во Струмица партиципираат со дека граѓаните се толку незадоволни од двете партии во Република Македонија. Има тенденција на раст на граѓанските здруженија. И сами кога во општина Центар и тоа се појави уште на минатите избори. И во Струмица. И во Струмица и во Босилово и во Ново село имаат представник во Советот. Значи големите партии дополнително ќе губат гласови поради тие независни. Мора да ставиме фокуси на младите луѓе, на пример, нас едно 40-50% можеби и повеќе од младите СДСМовци се отидени во левица. Како велите ви од Мора да видиме знаете како, нема веќе politics as usual, вообичаена политика. Сметам дека барем политиката кон младите луѓе треба да не биде попривлечна. Како еден млад човек да дојде во СДСМ. Зошто не одиме, на пример, имаме дружби по планини, што организираат планинарски клубови, велосипедски клубови, и таму нема партијата, таму ги нема. Таму ве гледам во Словенија мотор возите. Да, возам мотор на пријател. Значи вие сте квалифициран да возите мотор со Зоран Заев, со баџанекот на Христијан Мицкоски. Не возиме заедно. Сте возели ли во групи, да речеме? Не возиме заедно. Не. Не возиме заедно, си имаме друга група. Тука е убав мотор. Да. Што е БМВ ли? Да. Сите БМВ? Па, добар мотор. Сите БМВ вози? Добар тука. Како Путин, па. Ова, да, ова Дрина. На Дрина ли ова? Да, ова е до Фоча. Што е, рафтинг нешто или? Не ова рафтинг, ова е дрвен чун. Ова е метален чун, се извинам. Сега ли? Сега беше. Одите тамо да се рехабилитирате после тешко... Не, предходно. Предходно. Омилено место за одмор ми е Босна, така да. Босна? Да. Како Никола... Особено тамо, Фоча. Може ли да направиме една политичка анализа и проценка што очекувате на локални избори во Република Македонија? Христијан Мицкоски би било неблагодарно. Врвот на ВМРО член на СДСМ да прejudicira. Па дури сега и покомотен сте. Имате замрзнато членство, немате партиски стеги, немате стеги на раководството, немате одговорност на кажаниот збор бидејќи имате политичка функција, сега сте замрзнат. Имам одговорност кон членовите на Што очекувате? Сојуз. СДСМ ќе има градоначалници колку една рака, колку две раце, едноцифрен, двоцифрен број. И зошто во овие 12 месеци СДСМ го нема искористено моментумот, времето, да се рехабилитира. Многу е важно сега да ги видиме. Наново да се изгради. Да ги видиме. Да даде една приказна, бидејќи ова власт на ВМРО-ДПМН веројатно е најлоша власт во изминатите 34 години во Република Македонија. И со таква најлоша власт, анти-СДСМ бранот е од ден на ден се поголем. Многу важно е сега да видиме втората можност за непријатности во рамки на партијата. Тоа ќе го следам од надвор околу советничките листи, носителите. Имаме ли доволно млади луѓе? Па, не знам, ако имаме 90 луѓе пријавено кои што се предлог за советници, кои ќе ги избереме. Па имаме ни едно правило во рамки на статутот и одлука на Централниот одбор 50-50 со однос мажи-жени. Многу важно за Струмица е да видиме кои ќе бидат представници во рамки на Советот и на кое место од населените места. Па многу е важно дали ќе им дадеме шанса на младите. Па многу е важно, нели, да ја збогатиме листата и со некој лекар, млад, повозрастен, кој што не изворно доаѓа од СДСМ, но се согласува со идеологијата на СДСМ. Партија која тешко може да победи на следни парламентарни избори, тоа го знаете, и таков еден дефетизам зрачи Бихачка и СДСМ, притисокот за советнички листи ќе биде драматичен. Бидејќи тоа ќе биде единствена можност во една догледна иднина, одредени втор ешалон, по-ниско ниво на прв ешалон во структурите на СДСМ, да имат одредени паушали. 200, 300 евра, 500 евра, не знам, зависи од општина до општина. Бидејќи многу малку пратеници на СДСМ се во парламентот,
колку 7-18, ако поделите коалициони партнери, тоа е двоцифрен некој број пратеници од СДСМ. И огромен дел, огромен притисок ќе биде и на локалните раководства и на централното раководство да бидат ставени на советнички листи, за да можат колку толку да има 200-300 евра приходи да може да прехранат фамилија. Амбицијата за советник убава работа е да се партиципира во рамки на креирањето на локалните политики, но почна да ви говорам дека се важни советничките листи. Исто толку важна е и програмската поставеност на СДСМ во секоја општина, но дори генерално. Мисля дека СДСМ има програмски проблеми, не СДСМ има проблеми на комуникација. Значи СДСМ има многу. И на крај завршуваме со пристап. Анти-СДСМ бране направен во Република Македонија. Така беше направен во мандат на Никола Груевски, би се даде шанса, не ја искористите, со струмички концепт, струмички начин на владење и сега е направена нова фаза на анти-СДСМ бран кој веројатно во една сериозна иднина ќе држи СДСМ надвор од власта. Освен како малцински партнер на ВМРО ДПМН. Не знам дали е возможно тоа. По добро Зона Зајфен нудеше таа идеја. Во време кога требаше да се носат одлуки стратешки за 2020, државата. Кој што се покажа и како добро. Нели, ако ние ги истеравме уставните измени во однос на не може да биде направена влада. Устав сега немаше да има. Не може да биде направена влада. Да има отфрлање на ВМРО македонскиот јазик. На ВМРО ДПМН. И дуи не може да биде направена влада без СДСМ. СДСМ е неопходен чинител, дел, нели, зачин. Има време, сега влада на СДСМ. Сега на пракни се локалните избори. Што мислите како членството ќе реагира на влада на СДСМ, ВМРО и на дуи? Бурно. Мислите? Да. Бурно ќе реагира или со акламација ќе прифати, бидејќи тоа им е начин да бидат дел на власта, бидејќи не гледат ниту еден друг начин како може да бидат дел на власта. Има време за тоа, да видиме прво локалните и да видиме советнички листи. Добро, што ќе правите вие? Веќе чекате до септември, до октомври. Ако ви се погоди, не би било стратегија ако сега разговараме. Ако ви се погодат проценките, математиките, веројатно ќе барат оставка на раководство, веројатно ќе имате некои политички амбиции. Дај Боже да не се случи ништо. Ако не се бавите со политика, да се промашат сите. Завршили денес вашата политичка кариера со неноминирање? Не. Напротив. Тоа го гради карактерот, тоа го гради човекот, тоа го гради политичарот. Проблеми со екзистенција. Зашто? Па не знам, бе, прашувам. Ќе се најдам на пазарот на трудот и имате ли златна виза во Дубај? Не. Па вие сте единствен сте ви од кланот на Заеви што нема златна виза во Дубај. Тоа е проблем веројатно. Вие така мислите? Кој бе пуштен из вода? Никој. Така го почнавме и така го завршиме. Никој. Тоа го гради карактерот на замолувам на одредени членови да не повикуваат на морална поставеност, извини. Значи не може заради морална поставеност на Костадин Костадинов да дозволи да го згази неморалност. Еве како вели Јорданка Ивановска, јот си го завршил тој свој Facebook статус. Му останува, мисли на вас, да се појави на суд кога ќе дојде време да одговара кривично за заканите по живот кон ДПЛ, Драган Павлович Латас, кој го нализга на тенок мраз и го елиминираше во последните секунди. Има време, на сите ќе им текне. Ќе видиме. Ве нализга некој? Ќе видиме дали е така. Ве нализга некој? Не. Се плашите дека кривично ќе одговарате дека тоа ќе биде некој финале на вашата политичка кариера? Дека се ставени на тенок мраз и дека ова е крај на вашата политичка кариера? Кој ќе е политичкиот, да речеме, капитал со кој Коста Костадинов после завршување на локалните избори ќе излези и ќе сака да биде крик на една СДСМ кој веќе долго време не ја гледат македонските граѓани? Кажа дека стратегијата ќе биде презентирана во два дела. Едната крајот на септември, другата по завршување на локалните избори. Така имате некоја амбиција, господине Костадинов? Сега? Да. Да одмор. Што ќе правите? Ќе одмор. Кој на одмор? Месец. По завршување на избори. Каде, на скијање? Па ќе видиме. По сигурно ќе имате замрзнато да на скијање мора да. Јас и сега може би скијам. Кај некој глечер тамо ќе одите. Еве одите тамо, ја ве прашам, па уште ве прашам. Зашто на Дрина, па ладно е тамо, колку 6-7 степени. 8 степени во. Па нормално замрзнато кај коите нема дојдете 30 степени тоа беше пред да замрзнам, изгледа беше подготовка. Па тоа не подсвесно нешто ви Што не ве прашав, на пример, ви сакале да кажете, еве, пошто сте еден од ретките од СДСМ што има дојдено во емисија, еве слободно кажете за крај. Мислам дека кажавме се што имаме, останува да видиме. Јас
повторувам по 100 пати, тоа секој го знае. Имате ли некој... Сакам да се погрешни анкетите кои ќе ги направила партијата, да има СДСМ секаде. Може Апсолутно победа. Кој ве натера со Боки 13-та пресконференција? Никој не ме натера. Имаше Што- барање од Меѓународен Што сојуз, мислевте? со објаснување што е Што, меѓународен например, мислевте ве? Носите одлука, ви стига одредено барање. Дали СМС порака или ако сте поблиски директно е војни, бара средба Боки 13. И вие ќе го решате проблемот на овие пензионери, ќе градите одредени проекти и така на тоа, меѓународен сојуз, како се нарекуваше на Боки 13. Тога и Фросина Ременска, и Стефан Богоев, значи цела една структура. За на крај Зоран Заев да рече, на крај Зоран Заев да има на легендарна пресконференција, не може еден Петар да ми руши. Од кому слуши специјално евно обвинителство, од кој ги заглавија Катица Јанева, СЈО. Во се што инвестираше меѓународно, за доаѓа еден човек и успева да ве не окутира сите. Што мислевте во тој момент? И што мислевте кога гледате на телевизија, на како ја апсат Катица Јанева, викавте, се плашате дека ќе дојде некој ќе ви тропне на врата? Навечер, да. Не. Сикате, бе, Коки, шо ти требаше ова таму? Шо не си Сум седеше мирен? Сум верувал во тие идеи тогаш, дека навистина ќе се помогне, во моментот кога Земавте некои пари? Како? Пари некои дадовте, земавте? Не. Колку пари например ви бараше? Што например ви бараше Боки 13? Во тоа време нити Локации, вие всушност му бевте влезница, визит карта, за да може после да ги врти сите општини во Република Македонија. Струмица, ништо не ни доби од Струмица. Па ништо доби пресконференција, тоа е најважно. Доби легитимитет да може да разговара. Ви се јавили Зоран Заев да го примите Боки 13? Не. Никој не ви се јави? Не, апсолутно. Беше формиран меѓународен сојуз. Добро, кога беше затвор, му носевте ли помаранџе ништо таму? Не. Имаше проблеми здравствени со стомак и така натаму. Некои диети, ананас диета, кока диета, нели така нешто да. Ништо. И добро, по една година, еве пак ќе викнем на интервју, каде ќе биде Костин Костадинов? Во Бихачка, таму не дека во оние убајни канцеларии на втори спрат. Па веројатно нема да бидам од толку замрзнат. Последна година. Ема климатски промени, господине Костадинов, знаете, глобално се загрева земјината топка и тој што е замрзнат одмрзнува и така натаму. За добро да е. За добро да е. Значи за една година од Химелаите ќе се симне или од Алпите ќе симне, пошто одите во Словенија, ќе симне Костадин Костадинов и ќе го гледаме на политичката сцена. Со сигурност дека ќе ме гледате на политичката сцена, јас се занимавам со политика, јас сум политичар. И сметам дека и на државата и требаат професионални. Направи се да сама грешка? Во однос на моето, нека не е релевантно да го коментирам тоа дали направила грешка или не направила. Ако стоиш најдобро на анкета, тоа е одлуката кореспондира со тоа што граѓаните го мислат или не го мислат. И сега, знаете како, пораката е повеќе до граѓаните отколку тоа дали Костадинов ќе биде иден кандидат за градоначелник. Имаше неколку кандидати за градоначелник. Небитно и релевантно е веќе одлуката е донесена и треба да се стои до неа. На Скопје, веројатно некои од тие имиња беа поголеми фаворити на раководството, например Златко Перински, не знам, или можеби Коце Трајановски, можеби градоначалникот на општина Газибова, но анкетите беше Орце Ѓоргиевски, неволно со голтање на кленни излезе Кристијан Мицковски, пред неколку дена, пред недела го промовираше Орце Ѓоргиевски. СДСМ била секојаш партија со стил и кога некој политички го елиминирале, го правеле тоа со стил. Ова сега е, не знам, некоја лоповска филозофија. Во темница, ситно, да не ги вида, да не ги слушна, да не направи. Тоа си е нивно, значи, како одлучило раководството? Тоа е. Што придонело од кога сте вие во СДСМ? 2008. 2008 година. Од 2011 велите немате порас на избори. Од 2013. Ве сметат, мислам, 2013, добро. Ве сметат за дел на кланот на Зоран Заев, иако вие нели одбивате дека не сте дел на кланот на Зоран. Но сте имале, имале одредено влијание. И после тие ваши победи на сите избори од 2013 година и после тешки победи, силни победи, сведена ви е партијата, една мала, ситна партија, сведена е партијата на Знам, Струмица, каде што елиминацијата на политички противник кој води на анкети се прави на еден, во наводници, лоповски начин. Тоа не говори за мене. Крадење, мулјање,
под маса, некажување. Да се надеваме дека за Сакате добро. да сте член на таква партија? Каква? Па на таква партија која така ги решава. Па не, Всушност не ги решава проблемите, создава проблем. многу јасно кажав дека ќе молчам се дури не дојде време кога треба нешто да се соопшти. Да им честитаме или победа на ВМРО Струмица? Не. Уште не? Не. Мислите дека има шанса после ваков Не знам. раскол, кај што човекот кој води го елиминират? Не знам. Ќе кажат граѓаните. Свене Костадинов, многу среќа. Фала што дојдовте во емисијата, све што сакав ве прашав. Ми беше чест. Се надам гледачите ќе уживат во овој интерес. Се гледаме скоро. За една година. Ово беше интервјуто со Костадин Костадинов, градоначалник на Струмица, човек кој смета дека може да се случи пресврт во СДСМ, ако не сега, тогаш после локалните избори, дека доаѓа ново време, доаѓа време на нови луѓе, тој се смета дека е дел од тоа ново време, дел од тој шинел на нови луѓе, кои ќе треба да направат промена на политичката сцена. Обично сака да кажува дека тој е единствен од структурата на СДСМ, кој учествуваше во спроведување на уставните измени и на Преспански договор, и на преговорите со Грција, и на промената на името, кој има победено на избори, победи на локалните избори 2021-2025 година, има мандат за градоначалник последните 4 години, плюс една година веде мандат градоначалник на Струмица, бил на клучни позиции, член на раководството на СДСМ, портфолио на СДСМ, дел на екипата на Зоран Заев, меѓутоа гледате, иако учествувал во тие процеси, сепак добил еден мандат од граѓаните на Струмица, водеше на анкетите, не кандидираше СДСМ како да ја поклони општината Струмица на ВМРО ДПМН. Ако ви се допадне ова интервју, ново дружење Недела 22 часот, нова политичка анализа за мембари, мембарси, тие кои користат опцијата membership на YouTube каналот Баско Евто, вторник 22 часот и 30 минути, до недела и до вторник, пријатна вечер Македонија, каде да си.